Как Господ изпитал мажот и жента. Излизел еднаш дето Господ да си извиде луито на земјата. Ка вървел покрај една нива, видел едно урач си оре. Господ го доближил и му веле: Добро утро, юначе. Дал ти Бог добро, дедо? Ка ти оде работата, синко? Ти споре? Дедо, самачам. Ама и Бог ки поможе. Така, синко, така. Ај да видам как ореш ти. Во урачот извадил една бразда, дигнал ралто, врнал воловото на другата страна, демек на таа страна удека се фатил првната бразда, и заурал друга бразда. Така, кога свршил и ваа бразда, пак врнал воловто и заурал од другата страна на нивата. Го опуле Господ, ка самаче во урачот, се смилува на него и му веле: Оти бре, синку, самачиш така. Мачиш и воловто, кај врнуваш за секоја бразда. Ами как бре, дедо? Му рече во урачот. Обрни и, синку, па од ваа страна и заорај. Кај ќе стигнеш до крајот на нивата, па обрни и од там и орај. Урачот сачудил и си рекал на умот: ајде да видим и во мурафет на делото. И заурал така, ка му кажал старецот. Ка извадил 3-4 бразди, дедо Господ го попитал. Му веле и се насмеева: ка ти сапуле са урањето? Спулај ти, дедо, многу лесно и многу спорно врве сега. Ајде, синко, од сега се така да си ореш, му речел делото и си заминал. Ка наближил едно село, зачул у една куќа шкрип од некој разбој. Чекај, си речел дедо Господ, да видам как ткае таа жена таму. И влизел в дворот на куќата. Поможи Бог, невесто. Дал Бог добро старо. Шо палаш тука? И се насмијала. Пулям как ткаиш, невесто, и сакам да те питам, ка ти оде работа? Как ми оде? Ка сакам, така ми врве. Ами как гледам, чедо, не ти споре. Оти се од една страна ткаиш и кинеш конецот. Ами од двете? Од двете ја? Ето как. Фрли суфалката со десната рака, стегни го напкон конецот. Така. А сега фрли суфалката со левата рака од лево, па стегни го конецот. Заткала невестата, каја научил делото и сачуде колку лесно и спорно си ткае платното. Заиграла суфалката у рацето на младата жена и нишчелката запијала като кокошка кога кукудака. Погледал дедо Господ, погледал и си тргнал. Остани со здраве, невесто. До годинта дедо поп патргнал по земјата и право на таа нива при урачот. Добро утро, юначе. Дал ти Бог добро, дедо? Ка ти врве, синку, урајнето? Ми споре, дедо, многу ми споре. За ден изорувам 2 пургони. Арно, чедо, арно. Ами, кој те научи така спорно да ореш? Урачот обрнал очите на небото. Господ, дедо, Господ ма научи. Он е вреден за се нешто. И едно старо като теб ми покажа. Така, синко, Господ те научи и сагата благослове. Ден да ореш, година да ранеш цела куќа. И си заминал. Ка стигнал у то селто, дека ткајала жента, а пите: ка ти оде невесто ткајнто? Ти споре? Ми според кајнето, ми се дълже платното. Така, керко, така. Ами кој те научи така лесно и спорно да ткаиш невесто? Па ти, кој ќе ма уче? Му рече ваа будалта жена. Сама самичка, като млада невестичка. Ами ка се научи сама, бре, керко?
му веле Господ, за да му упита умот. Така, сама самичка, като млада невестичка, му веле па будалта. Ами, никой не ти покажа? Му веле пак Господ. И ти, старо аро, ти кажах, стига веќе ми зборуваш, да не мислиш па оти ти ма научи. Добро, невесто, ај се и си со здраве, ама, од сечко до Великден да ткаиш, под мишка да го носиш. Му рече Господ и ја остави. Затоа работа на урачот му споре, а на жента и умот му и куса и работа му не споре, братче.